Представници на медиумите, почитувани граѓани, вчера информирав дека е завршена постапката и се преземени сите мерки за комплетирање на случајот кој што предизвика сериозен интерес и тоа од оправдани причини за учеството во сообраќајните незгоди страна на дополнителниот заменик министар за труд и социјална политика господин Димис Спасов. Сакам да информирам дека во периодот од 28.10. до 1.11.2016 година СВР Скопје ги презема сите мерки и активности за целосно утврдување на состојбите, но и причините за сообраќајната незгода, случајно на 28.10.2016 година, во која што учествувало лицето ДС. При тоа се разгледани и се прибрани сите доказни материјали од преземените увидни действија од страна на одделението за увиди на сообраќајна незгода и останатиот службен материјал изготвен од страна на сите полициски службеници кои преземале мерки по случајната незгода. Имајќи во предвид фактот дека сообраќајната незгода е случена под околности кои во голема мерка ја попречиле работата на увидната екипа од одделението за увиди на сообраќајни незгоди за утврдување на фактичката состојба и на тој начин беа отворени и повеќе прашања кои што требаше да бидат соодветно одговорени и документирани се со цел да случајот биде расветлен до крај. Најголемите тешкоти е заради тоа што од двете сообраќајни незгоди предметното возило е изместено, не беше на лице место и тоа предизвикува проблем во вршењето на увид. Меѓутоа е констатирано дека посоченото моторно возило Volkswagen Touareg со кое што се предизвикани сообраќајните незгоди недвосмислено е потврдено дека е управувано од лицето ДС, кое што и во двата случаи со возило го напуштил местото на сообраќајната незгода и затоа се превземени тие дополнителни мерки. Врз основа на сето она што е превземено во рамките на истрагата, врз основа на сите факти кои што се тврдени, ќе повторам уште еднаш, констатирано е дека возилото Volkswagen Touareg е управувано од Димис Спасов, дополнителниот заменик министар за труд и социјална политика. Второ е констатирано дека во двата случаи на предизвикување на сообраќајна незгода го напуштил местото на настанот и истиот при превземањето на потерата по предметното возило страна на службите ангажирани и вклучени во потерата не ги почитувал дадените знаци и наредби дадени од униформирани службени лица за застанувањето на возилото. Утврдени се оштетените контактни делови на патничкото моторно возило Volkswagen Touareg настанати при случувањето на двете сообраќајни незгоди. Од сето тоа, и според сите факти кои што се на располагање и со кои што е утврдено како и во кои околности се настанати овие ситуации, а врз основа на Законот за безбедност во сообраќајот ќе бидат поднесени неколку пријави против лицето ДС. Прво, врз основа на членот 215, став 1, алинеја 1 и 3, а казнево по став 5, напуштање на место на сообраќајна незгода и неизвестување на Министерството за внатрешни работи и да се врати на местото до доаѓањето на полицискиот службеник кој врши увид. По 2, врз основа на член 211, став 1, а казнево по став 4, не постапил по барањата изразени со помош на знаци или по наредба на униформирани полициски службеници. И врз основа на член 33, став 1, а казнево по став 5, не ја приспособил брзината на движење на возилото кон својствата и состојбата на патот, видливоста, прегледноста, атмосферските услови, состојбата на возилото и товарот, густината на сообраќајот и други сообраќајни влијанија и услови, на начин да може навремено да го запре возилото пред секоја пречка што по дадени услови може да ја предвиди. Ова се пријавите кои што ќе бидат соодветно процесуирани и за кое што, врз основа на што ќе треба да надлежните институции се изјаснат во однос на таа одговорност која што е случајна.
Исто така, дополнително, се уште се превземаат действија во однос на поплаката која што лицето ДС ја има дадено пред Министерството за внатрешни работи, која ќе биде документиран и овој случај комплетно и за тоа ќе ја информираме јавност. Повелете. Во врска со лицето кое потоа се појавило на местото на сообраќајната незгода и пријавило дека тој го управувал джипот. Да. Што има МВР? Значи, сакам да информирам јавноста дека после случувањата, после застанувањето од страна на полициските службеници на лицето ДС кое што управувало со патничкото моторно возило, утврдено е дека во возилото има сопатник со возачот, лицето ТК, кое што дава изјава своерачно подпишана дека возач е лицето ДС и кое што дава во изјавата навестување дека не се случиле никакви претходни действија, значи немало тропање по возилото, удирање, заплашување, ниту бркање на лицето ДС. Некаде 2 часа после случувањата се појавува лицето МТ, кое што укажува дека е возач на Volkswagen Touareg. Е пренесен во полициска станица каде што дава исказ пред припадниците на Министерството, односно пред инспекторите, во кој што исказ воопшто не ги знае правците на движењето на возилото и на прашање дали имало бркање, удирање по возилото и така натаму, воопшто не пријавува таков еден настан. Што е спротивно со изјавите кои што се дадени и на сопатничката и со изјавите на полициските службеници кои што постапувале по однос на овој случај. Така да, бидејќи не се работи за кривично правен настан, нема кривична пријава за давање на лажен исказ, бидејќи само во услови на кривично правен настан може да имаме кривична пријава за лажен исказ. Значи овие трите се прекршочни пријави. Овие се прекршочни пријави заради тоа што материјалната штета не е на тоа ниво кое што се гони како кривично дело. Министре, Да. од оно што го чувме од исказот на Спасов денеска во еден од медиумите, ви кажа дека се створила гужва, тоа значи дека има и очевидци и полицајци кои може да го потврдат неговото тврдење дека имало претходни действија. Му бил пере пиштола и понатаму предпоставам исто да го кажал и полиција, да не го повторувам. Видете, јас не би сакал да коментирам тоа што се случи денеска. Меѓутоа, очигледно има советници многу лоши, кои што уште повеќе отворија Пандорината кутија во јавноста, не знаејќи дека за сето тоа има аргументи и факти. Прво сакам да информирам јавноста дека веднаш после удирањето во Пасатот, во кој што биле двете лица за кои што лицето ДС тврди дека наводно удирале по неговото возило и го бркале, веднаш по удирањето пријавуваат во полиција на 192 дека се удрени од возило Volkswagen Touareg и дека возилото не застанува и се движи. Затоа постои аудио снимка, бидејќи сите пријави на 192 се снимаат. Разговорот со полицискиот службеник кој што работи во единицата за известување трае се до моментот на запирањето на возилото Touareg Volkswagen од страна на полициските службеници. Значи целиот тој разговор додека тие се движат по него, а според нивни кажувања се движат заради тоа што тој бега и тие одат по него за да дојде во момент кога ќе застанат, бидејќи тие не знаат кој е натре во возилото. Тоа е околност која што е утврдена и од тој аспект сметам дека работите се повеќе од чисти. Апсолутно ги отфрлам сите работи дека ова е, како што рече во интервјуто, криминално полициска местенка на некој функционер од власта. Само можам да потврдам. Има местенка на Диме Спасов од самиот Диме Спасов. И уште поголема местенка од сите оние кои што го советуваат да ги дава ваквите изјави во деновите кои што се после тоа без да знаат дека имаме снимки. Затоа постојат и видео снимки од Safe City системот и можат веројатно и од тука да се утврдат тие околности кои што се таму. Втората работа. Ако навистина постоело заканување, бркање на
дополнителниот заменик министар. Тогаш нелогично е вие да одите во полициска станица и да дадете поплака само. Треба да се поднесе кривична пријава. Ако некој со перен пиштол, со лупање по возилото, со евидентна закана по безбедност или по животот и така натаму, настојува да ве загрози, тогаш има кривична пријава и треба да биде кривичната пријава предадена до Министерството за внатрешни работи. До овој момент таква работа нема. Што се однесува исто така до постапувањето на полициските службеници. Доколку има било каква забелешка, треба да има пријава за да секторот за внатрешна контрола го испита целиот тој случај. Нема никаква пријава ниту забелешка за постапувањето на полициските службеници. А нормално дека имало полициски службеници повеќе кои што дале соодветен исказ во форма на службена белешка за настанот кој се има случајно и тоа се едни од доказите при утврдувањето на целата оваа состојба. Дали полициската патрола која успела на крај да го затре Диме Спасов во своите белешки наведат дека тој бил под дејство на алкохол, не бил под дејство на алкохол? Значи, се она што е на лице место, што е констатирано и што сметале дека треба да го дадат како иск, што е вистина, е дадено во службените белески и тие се дел од овој предмет. Благодарам.